Во Герман се собраме на Црничето. И мајките, децата и носеја. И многу плачеа кога се разделваат мајките. И мајките ма молеа, децата ти даваме да ни гледаш. И големо имаше плакање таму што се жала и мајките по децата и децата од мајките што се делеа и поминаме преку планина. И таму тргнаме големи моки. Беше времето студено, снег имаше. На градницата истемна. Сетне заминаме градницата и земев децата и шурваме низ планина, низ Ормано. Тешко му беше и на децата, тешко и нас ни беше. Сурваме во Дупени. Таму ни сретне на река, беше замрзнато, по камчината децата ја газеа, си и цапа. Сурваме во селото. Таму се собраме сите, излегоа ни пречекаа селаните, ни сместија децата, беме 2000 деца. Ни сместија децата и јаска со 10 деца ојдов при Филипа Туџаро, таму осунаме. И ние сме деца на мајката земја, и ние имаме право да живиме, и ние имаме право да живиме. Нека во другите живот што живее, а ние страдаме, од гладот сумираме, а ние страдаме, од гладот сумираме. Слобода немаме, правини никакви, а кога и бараме, затворот го најдваме, а кога и бараме, затворот го најдваме. Во затвор сме мачени, костите ни кршат, на мене мене глава, и крвта ни ја пија. На мене мене глава, и крвта ни ја пија. Да, ова сум јас со мојата група во Будипешт. Таа е Викторија, од Чајце. Кого препознавате на фотографијата? Овие сите мои се, во Будипешт. Кажете ми, како се викаат, кои се? Ова се вика Хиля, ова се вика Лена, ова Доротеја, Грцкина,
Марија, а ова е Викторија. Братко моје тука нас. Да, будете, кои се сите во мојата група. Да. Сите се од малите групи. Цетина су. Селото ми е овде. А у Чешка 48 година. Каде живеете тука си? Сега? Да. В Македонија овде во Скопје, да. Кој е вашето село? Цетина. Од таму сум родена. Па дојдена у Чешка до 56-та. Nemoj se laži, tamo ima visoka treva, ti nemoj da doš. Che se storam rudo jagne, che ja ispasam, che se storam rudo jagne, che ga ispasam. Nemoj mome, nemoj dušo, nemoj se laži, tamo ima dlaboko more, ti nemoj da doš. Che se stora morska riba, che go prepliva, che se stora morska riba, che go prepliva. Nemoj mome, nemoj dušo, nemoj ti da doš. Jaska imam loša majka, ti nemoj da doš. Зошто тој македонски народ, кој со векови се бори за својот опстанок, за својот национален идентитет, не може слободно кај што треба да се искаже, зошто цивилизирана Грција, која е членка на Европската Унија, уште ги држи затворени границите за тие луѓе. А тие луѓе сме ние кои се боревме за слободна и демократска Грција против фашистите од сите видови окупатори, за да можеме и ние како македонци да екзистираме, да и најдеме своите права како македонци, својот јазик, своите обичаи, својата црква, да можеме слободно да се изразуваме. А Европа ништо уште ден денеска не знае. Знае, само нема интерес да каже. Зашто? За това што се сојузници со Англија и со Америка. За нас најдобро можат и да сведочат документите во англиските архиви и живите англичани, а исто така и Америка, кој 47 година му дојде на помош
на монархофашистичката војска и на грчкиот крал да може да ја воспостави монархијата во Грција. И денеска и само за тоа не се збори. Се збори за Виетнам. Се снимат јавници филмови од луѓе кои таму бе. Се зборува за Корејска војна. Се зборува за угнетените народи во Африка. Се бори за секаде, а ние македонците што сме се ограничиме со грците не можеме. Стварно ова е една ситуација која е просто необјаснива. За мене ова повеќе не е наша трагедија, него тоа е трагедија на цивилизираниот свет, особено на Европа, кој што директно или индиректно му возможила на Грција да ги направи овие зверства, овие трагедии на еден невин народ, особено на едни деца кои ни најмалку не допринесоа да доживеат една таква трагична судбина. Викам, не е тоа повеќе наша трагедија поради тоа што малку или многу ние веќе ево за 50 години го најдовме својот пат и на некој начин имаме еден нормален живот. Останува да свеста нивна, ако сакат да во светот не се повторуваат такви страшни војни и ако сакат да во Европа не постои повеќе некоја Босна или некоја Косово, тогаш нека прашат савеста дали со нешто допринеле да ја натерат Грција, да едноставно си ја расчисти савеста за гревовите што ги направила за во ова граѓанска војна. Ние гледаме во иднината, али за жал грците не гледат во иднината. Тие се тие што пречат нашите односи поправо ние да станеме мост меѓу Македонија и Грција. Тие се тие што кочат да не можеме ние и ден денеска, после 50 години, да не можам јас да одам на гробот на моите најблиски, на погинатите кои се расејани нивните коски низ цела Грција, по затвори, по логори, по планини. Али тие наши погинати, тие се таму. Таму се и тие, и од гробовите своји они говорат дека се таму, дека постојат, дека се македонци, дека гинеа заедно со родолюбивите грци за една слободна и демократска Грција. Ова е историска можност за Грција да на еден цивилизиран начин едноставно ни дозволи да одиме да се вратиме на гробовите на нашите предци. Татко ми погинал во граѓанската војна 1949 година. Е закопан заедно со грчкиот генерал Скотидас во селото Брезница. Татко ми се уште се наоѓа, гробот на татко ми се уште во селото Брезница. Грците дошле, го откопале генералот Скотидас и го однеле во Грција. А јас денес, во овај век, во прагот на 21. век, не можам слободно да додам да запалам една свеќа на мојот роден татко, на гробот на мојот роден татко. Светата мајка црква, ете, се сеќава и за умрените, за оние што ги дале своите животи за слободата на својата држава, на својот народ и на својата црква. И од децата бегалци, и од нивните роднини и блиски, татковци, мајки, браќа, сестри, роднини, и од сите што поминале при Бога пред многу, многу време. За нас, православните христијани, чеда мои духовни, нема мртви, сите се живи, поживи се оние што отишле пред нас при Бога. И ние денеска ги спомнуваме сите нив, ги спомнуваме со вера дека и тие следат се што станува денес и вчера, и утре и други ден што ќе станува во нашата земја, врска со престојот на децата бегалци. Не се деца веќе тие, но се навистина израснати, секој има веќе своја професија,
секој продолжува да живее таму каде што го нашол своето огниште ново, каде создал семејство, каде работи, но никогаш не престанува да мисли и да милее за Македонија. И за победа, за тие соништа, на нашите луѓе што и да дијат делата за права, за правда, за права и за се што е македонско, со денешните услови и закони, со меѓународните институции, да се бориме за напред и мислам единствени ќе победиме и ќе успееме. Сметате ли дека на крајот од 20 век дека е ред Грција да покаже дека е вистинска демократска земја? Да, мислам, то треба да го докаже Грција. Од е демократска земја, люлка на демократијата, ако она вистина напризнае като народ, напризнае като луѓе што живиме во егејскиот дел на Македонија денес и не и даде сите права и за учење на мајчин јазик, и за цркви, и за се што е за културата, за развој за културата и секакво право што има еден човек што треба да живе слободно и на држава. Вие сте оптимист? Јас сам оптимист, не сакам никогаш во мојот живот не би песимист, ама со сауде празен оптимизм не можеме да придажеме, тоа оптимизм треба ние да го правиме со активирање, да се прави вистинско, да се прави дело и на тој ќе работиме. С тези бегалци, јас верувам подкрепата за човешките правдени в Егејска Македонија ќе биде за долги години тук да спечелиме и то. Мислите ли дека на крајот од 20 век Грција е ред да покаже дека е демократска земја? Свето ќе признаат и ќе насили Грција да признаат македонски народ, както да има полни прави како всички други народи. Греф на Европа, примерно, на овие демократски земји во Европа, кои што ја толерират Грција и дозволуваат да прави што сака. Но овој случајот со пресудата во Салцбург, мислам дека е од одлучувачка улога. И тука, ако може да се зборува, да на некој начин и падна зидот на Грција. Па да се надеваме за порано утре. Се тргне за напред, а не да стоеме како било пред 1000 години или 2000 години. Од тоа време никој ништо не знаеме, тие се само едни, мислам, некако измислена или фантастична историја, ама денес треба да гледаме реалноста. И тоа во главном за иднинава на нашиве деца. На Балканот да не се повторуваат овие што се повторија 48 година, како
ако гледате, уште пак се случува. За воиднина мислам на нашиве внуци и тоа треба да тргнеме напред. Не можеме да стагнираме само на едно и да се јадиме и да се колиме еден со друг. И сум горда што сум македонка. Европа и слепа, и глупа, и се за нас, македонците. А треба да знаат, најмиролюбив народ сме, најдемократски народ. Ние на друга земја во Европа такви човекови права нема како Македонија. Каква демократија има Грција? Тamo je na grčkата демократија. Нека дојде во Канада грците да види како е. Нека дојде тука. Камо може да говори тие грчки? У континентал, јас не може да говоря во селото мој Вошчима и да си да го виде селото. Кој што направи јас си ко дете. Кој таму, кој ти е мајка, кој ти е татко ти? Зашто било селото Ошчима? Треба да укажеме на светот и на тешкотиите и на дискриминацијата, што и ден денес, 50 години по екзодусот, морате да ги преживувате. На вашите неостварени, оневозможени желби да ги посетувате вашите родни места, да подсетиме дека со еден крајно нецивилизиран закон ви одземено државјанството во земјата каде што вашите дедовци и прадедовци живееле со векови, граделе и подигнувале семејства. Дека вие до денес не можете да ги остварите елементарните права на собственост, на здружување и на барањата ваши за да ги имате основните човекови права. Мојата мајка беше мајка на овие деца. Не уште. Полако. Уште полако. Името твое се остана? Од Герман, татко ми, мајка ми е од Медо, од Гагајска Македонија. Едно дете за рака, друго за врат, плачи, тражи мајка и после викаше: "Та мајка не е моја, ти си тетуле мојата мајка. Тетуле, тето. Ти си мојата мајка. Та не е моја мајка, веќе ти си моја мајка." И со плачење, со сълзи, а што наприми странство, во добро, во милост, со голема почет, со храна, со облекло, со све и така не развели.
Јас го доживував со срце и со тресење. 16 годишна девојка, можете да си представите, 32 дечиња, само 3 имев од 13 година, другите до 2 години мали. Како го доживувавте моментот кога ги разделија тие дечиња што ги донесовте, кога ги вратија на различни краишта? Тога ние не го сакавме, тога не го примавме. Значи, рековме, не сакаме да се оделиме браче со браче. Тие ни рекоја, морате, треба да се школувате и да живеете. Зашто уште не беше завршена демократската армија. Големите испратија, значи, на гимназии, на тоа, а помалите останаја во домоите. Оставувавте ли дека таква трагедија може да доживеете? Ние чекавме само да се вратиме назад. Сека месец велевме, сега ќе не врате назад, ќе не врате назад. Ние сме веќе возрастни, озбилни и одговорни луѓе. Ние не сме некои терористи или бандити. Ние сакаме тамо да одиме на еден добар начин и во денешно време веќе е срамота кога ние можеме да ги преминиме физичките, мислам, далечини и океани. И сега луѓето од Битола да не може да оде до Лери, народното место 30-40 километри. Во денешно време, мислам, со телекомуникацијата, со развој на авионското патување, такви човешко изградени граници да градиме, тоа веќе е едно пасе, едно неприродно и неприфатливо за денешниот век. Денеска е више 21 век. Ние не одиме да носиме такмо, ние одиме како деца навистина кои сакаме да си посетиме нашите села. Имаме ние и повикаме и сите оние грчки деца кои се таму живеа, ние заедно спиевме, заедно јадевме, сите студираме заедно и верувам дека и тие ќе дојдат и ќе им дадат поддршка. Ако не отвори границата, треба да се страми пред световната јавност. Ако ја отвори, од друга страна, пак ќе се плаши да не има големо влијание од нас што ќе оеме таму, што ќе изборичкаме троа, што ќе говориме по наш јазик. Тамошните луѓе што заплашени, може ќе речат, ето и си дојдоја орлињата на своите гнезда. Жално е. Толку години не сте биле таму, по 40 години се враќаме, моля да не пушчат. 40 години не сте го виделе? Не. Што друго, тоа е. Што имате во вашето родно место? Каде сте? Само гробишчата на нашите дедои, предедои, мајки и татко и друго ништо. Не остана ништо таму. Тоа е.
викај го режисерот, тој режисерот кадар не ти направи.